Одложен е стартот на пролетниот дел во трета лига Југозапад. Наместо овој викенд ќе започне следниот викенд. Дополнително, како што ексклузивно дознава спортска мрежа, променето е седиштето на трета лига Југозапад од ОФС Охрид се сели во ОФС Битола. Повеќе информација на нашиот веб портал. Тренерот на Брегалница Ристен Умов со победа тргна на тренерската клупа на штипскиот сурлигаш. Вели дека ќе одат чекор по чекор. Играчите после победата над Вардарски ја подигнаа самодовербата и психолошки се на највисоко ниво. Формата оди во нагорна линија. Распоредот на надпревари е добар, одиме чекор по чекор, надпревар по надпревар, максимално концентрирани за секој нареден предизвик. Јас, како шеф на стручниот штаб, сум задоволен од залагањето на сите фудбалери во тимот и дисциплината и хемијата која владее во соблекувалната. Фудбалскиот терен во Куклиш вратен во функција, откако истиот беше во цело запустен со обрасната трева и дрвје како и уништени собликувални. Сега теренот е во целост реновиран заедно со собликувалните, а со формирањето на фудбалскиот клуб Интер Кукла се врати фудбалот во Струмичко Куклиш. Утре се игра ракометното дерби во спортската сала Билјанини извори, помеѓу екипите на Охрид и Вардар. Спортска мрежа ќе известува директно од сала. Футсал репрезентацијата на Македонија со 3-0 загуби од репрезентацијата на Холандија во Скопје во рамки на петото коло од групата 7 од квалификациите за Европското првенство. Укината забраната за публика на надпреварите во детска лига. Фудбалската федерација на Македонија ги поканува родителите и поддржувачите повторно да ги следат надпреварите од детската лига. Младата репрезентација на Македонија до 15 години кон средината на март ќе одигра 2 контролни надпревари против соодветната селекција на Хрватска. Контролните надпревари ќе бидат одиграни на тренинг центарот Петар Милошевски во Скопје. Гледавте една минута спортски вести на спортска мрежа.